Кинескиот национален универзитет за одбрамбена технологија разви мини-дрон кој изгледа како комарец, со мали пердувски крилја, тесно тело и 3 нозе. Иако изгледа невидливо, овој бионски уред е вистински шпионски летач за воени извидувачки мисии. Најпрво прикажан во извештај на CCTV7, дронот е наменет за тајни операции, како што изјави Лианг Хексианг, истражувач на Кинескиот национален универзитет за одбрамбена технологија, кој го држеше дронот во рака и објасни дека таквите мини-роботи се идеални за специјални мисии на бојното поле. Иако технологијата на вакви мали дронови не е нова, слична е на робоби на Харвард од 2013, кој има должина од околу 3 см, кинескиот примерок е значително помал и е дизајниран за воена, а не цивилна употреба. Сепак, предизвик останува цврстината во реални услови. Мини-дроновите мора да ги издржат ветерот, суровите временски услови и да обезбедат стабилно снимање, далечина и батерија. За поголеми оперативни задачи, воените се уште користат дронови како норвешкиот Black Hornet, кој обезбедува тактичко оптичко извидување со низок шум. Корисниците се почесто несвесно споделуваат интимни детали на јавниот фид на апликацијата Meta AI, поради што компанијата конечно воведе мало предупредување. Сега, до копчето Post to Feed стои порака која ги советува луѓето да избегнуваат споделување лични или чувствителни информации. Промената ја откри Business Insider, која нарече апликацијата едно од најдепресивните места на интернет, бидејќи корисниците често несвесно ги прават нивните текстуални и гласовни разговори јавно достапни преку опцијата Discover. Иако Meta AI не ја споделува историјата на разговори по дефолт, многумина не сваќаат дека нивните интеракции можат да ги видат сите. Експертите за приватност ја обвинија Мета дека го збунува корисничкото искуство, бидејќи другите популарни AI чатботови немаат јавен фид. Mozilla ја повика компанијата да го промени дизајнот и да го направи појасен процесот на објавување. Сега, со новото предупредување, корисниците ќе бидат информирани дека записите стануваат јавно видливи и дека може да бидат предложени во други мета апликации. Сепак, предупредувањето се прикажува само еднаш, а јавниот фид моментално повеќе не ги прикажува текстуалните пораки, туку само AI генерирани слики и видеа.